Здравиот човек има многу желби, а болниот само една. Вистина е дека здравието е наше богатство. Тогаш вложениот труда не следите е на вистина паметна инвестиција. Природата не вика да ни даде здравје. Земете здравје од природата. Во оваа емисија ќе се трудиме со нашите совети, кои се богатство на природата, на многу едноставни и интересни начини да го сочуваме нашето здравје или вратиме, или да го одржиме во здрава кондиција и во иднина. Добре дојдовте во светот на здравата храна, здравите мисли и здравото тело. Ловоровиот лист бил мощно популарен во Стара Грција и Рим, каде што славните поети, херои, императори и спортисти биле закитувани со ловоров венец. Зошто е многу корисен ловоровиот лист, дознаваме во оваа емисија. Дрвото на ловоров лист е карактеристично за Мала Азија, од каде се проширило на Медитеранот. Ловорот е ароматично зимзелено дрво или поточно голема грмушка со зелени мазни листови, карактеристичен за Мала Азија и Медитеранот. Листовите се овални, долги помеѓу 2,5 до 8 см. Од каде доаѓа името ловоров лист? Листот на Аполон, индиски ловор, сладок ловор, грчки ловоров лист. Листот од ловор се употребува во речиси секоја кујна. Се додава во супи, сосови, каши, чорби, но и како зачин за риба, месо и живина. Често се користи и при подкиселување, а и неизоставен дел и од неколку македонски манџи. Во средниот век имал бројни намени кои не биле поврзани со исхраната. Се користел за разбракување на молци, како инсектицид да провоцира абортус или породување. Се верувало дека има позитивно влијание врз диабетес, мигрени и главоболки, бактериски инфекции и улцер на желудник. Еве неколку интересни факти. Според легендата, пророчницата од Делфи джвакала листови ловор или го мирисала чадот од запалените листови за да ѝ дојдат визии. Овој лист бил мощно популарен во Стара Грција и Рим, каде славните поети, херои, императори и спортисти носеле ловоров венец. Во Библијата листот од ловор е знак за просперитет и слава. Во христијанската традиција тој го символизира воскреснувањето на Исус. Во кинескиот фолклор постои големо ловорово дрво на месечината, па затоа името на овој зачин на кинески означува месечев ловоров лист. Ловор како зачин, како лек или како венец од секогаш бил незобиколен во животот на луѓето. Грнчињата од ова медитеранско дрво со карактеристични лисја биле знак за најголемата чест и слава уште во античкото време. Венецот од ловор, кој го украсувал главите на победниците во Олимпијадата, потекнува уште од питските игри во Старата Грчка, која датира уште од 568 година пред Христос, а посветени се на богот Аполон. Легендата кажува дека дрвото на ловор се појавило на земјата поради невозвратената љубов. Аполон, грчкиот бог на сонцето, ја сакал убавата Дафне, но таа не го сакала него и еден ден, додека ја наблюдувал во падините на планината Парнас, Дафне го замолила незиниот татко да ја претвори во нешто, било што, само за да не биде љубовница на Аполон. Незиниот татко ја повикал на помош божицата на земјата Геа, која ја претворила Дафне во стебло на ловор. Аполон долго време тагувал поради неостварената љубов, а ловорот е дрво кое е посветено на него и ја символизира мудроста и славата. Во Грција главите на олимписките победници били украсувани со венецот од ловор, додека обичајот да се главите на хероите, поетите и победниците кои рисуваат со венец од ловор датира уште од латинската култура и овој обичај се задржал до денес. Главите на многу луѓе кои пишувале историјата на светот биле овенчани со венци од ловор. Многу слики и скулптури прикажуваат луѓе кои на главите имаат венец од ловор. Во уметноста има силна символика на успех, победа, јунаштво и ученост. Ловорот е зимзелена мирисна, типично медитеранска билка која потекнува од Мала Азија. Може да ја достигне висината од 8 метри, цвета во текот на март и април, листот може да се бере преку цела година, но најдобар период за берба е кон крајот на зимата. Најмногу се користи како зачинска билка во кујната и може да се користи и свеж и сов.
Во нашата кујна просто е незамисливо да подготвите сарма, зелка или манча, а да не се додаде ловоров лист, а многу домаќинки го додаваат и во супите. Ловорот го стимулира варењето, го подобрува апетитот, добар е за искашлување и има антиреуматско и антисептично делување. Како природен лек против реуматски болки се користи етерично масло од ловор, кое можете да го ставите во обично масло, 2-3 капки етерично масло од ловор ставете во пола литар топла вода и ова ќе биде одлична за инхалација. Против умор, за релаксација доволно е да додадете неколку капки од оваа масло во када. Поради неговото антисептично делување, ловор е одличен против потење на нозета. Потребно е само да сварите неколку листови ловор во вода со која покасно се мијат нозете. Ова може да го користат и луѓе кои имаат проблеми со потење на рацете. Во некои земји водата во која се имаат варено листовите на ловор или етерско масло од оваа билка се користи за кожни болести, па дури како народен лек за псоријаза. Етеричното масло од ловор се користи во индустријата како додаток на детергентите, козметичките производи, производи за личната хигиена, но и во средствата за после бричење. Поради тоа што има широка примена во индустријата како народен лек и во кујната, ловорот е одлично средство за одбрана од молците. Гранките со осушените листови на ловор слободно можете да ги држите помеѓу работите кои може да бидат нападнати од молци. Освен тоа што ловоровиот лист го подобрува вкусот на јадењето, исто така и има многу лековити својства. Тој има благотворно дејство врз системот за варење, ја зголемува секрецијата на дигестивните киселини и ја подобрува работата на дебелото црево. Покрај тоа, ги намалува грчевите и ризикот од рак на дебелото црево. Освен на системот за варење, истиот ефект го остава и врз дишните органи. Ловоровиот лист содржи незаситени масни киселини, кои не само што ја подобруваат циркулацијата, истовремено го намалуваат ризикот од кардиоваскуларни болести. Ловоровиот лист го стимулира лечењето на штетните материи од телото. Луѓето со прекумерна тежина исто така треба да ја зголемат примената на ловоровиот лист поради тоа што ги гори мастите, ја регулира менструалната болка и го намалува крварењето за време на циклусот. Исто така го намалува и крвниот притисок. Листовите од ова ароматично, зимзелено дрво што се користи како зачин, ја подобрува и функцијата на бубрезите. Чај со ловоров лист за подобро варење и против гасови. 5 ловорови листови се варат 5 минути во 1 литар вода. Се остава да одстои 15 минути, а потоа се прецедува. Од овој чај се пие по 1 шолја пред оброк 3 пати на ден. Чај со ловоров лист против диареја. Ситно се сечкаат 5 суви или свежи ловорови листови и се ставаат во 100 мл ладна вода. Течноста се става на оган да врие 5 минути во поклопен сат. По 5 минути вриење се прецедува и се остава да се излади. Се пие целото количество, овој чај се пие незасладен. Тинктура со ловоров лист против ревма, истегнати тетиви, болки во мускулите, истегнати мускули, изместени зглобови и парализирани екстремитети. 30 грама свежи исечкани ловорови листови се ставаат во тегла и се прелеваат со 300 мл ракија или 60% алкохол. Теглата добро се затвора и се остава да одстои 10 дена на топло место. По 10 дена се прецедува и со оваа тинктура се масираат болните места, но од неа се пијат и по капки во малку вода, 3 пати на ден пред оброк. Сируп против кашлање. Во тенџере на оган се ставаат 500 мл ладна вода и 150 грама шеќер. Течноста се загрева до вриење. Штом ќе проврие, се додаваат 10 ловорови листови. Се остава да врие уште половина час, а потоа се прецедува и се складира во теглички. Од овој сируп возрастните треба да земаат по 1 супена лажица, а децата до 10 години
по една кафена лажичка 3 пати на ден пред оброк. Масло со ловоров лист за побрзо поравување по мозочен удар. 10 листа ловор се прелеваат со шолја врела вода и се оставаат да отстојат 20 минути. Течноста се прецедува и во неа се додаваат 3 до 4 супени лажици сок од краставица. Со овој лосион се тампонира лицето неколку пати во текот на денот. По 15 минути од нанесувањето, лицето може да се измие. Рецепт со ловоров лист кој лекува воспаление и рак на грлото. Ароматичниот зачин на ловоров лист, освен во кујната, може да се применува и како лек. Чвакањето на ловоров од време на време лечи воспаление во устната шуплина, штити од настинка и туберкулоза и ги ублажува симптомите при ангина. Ловоровиот лист е главна состојка во подготвувањето на етерични масла. Тие се антивирусни, антибактериски и антивоспалителни. Ароматерапијата со овие масла го смирува нервниот систем, помага при несоница, депресија и го зајакнува имунитетот на организмот. Неколку капки од етеричното масло втриено во кожата го намалува воспалението на зглобовите, ја засилува циркулацијата и ги намалува болките од удари. Етеричното масло од ловоров лист може да се приготви во домашни услови. Потребни ви се 30 грама ловоров лист, свеж или сушен, кој се полева со една чаша маслиново масло или обично масло и се остава да отстои една недела на темно место пред да се користи. Пејалокот од ловоров лист помага при остеохондроза и воспаление на кожата. Сварете 2 чајни чаши вода и во неа додадете едно лажиче ловоров лист. Научниците имаат развиено уникатен рецепт што го придружува лекувањето на ракот на грлото. Лекот содржи една чаша ловоров лист и 0,5 литри водка. Смесата се чува на темно во текот на 2 недели и од време на време се протресува. Се пие 3 до 6 месеци 3 пати на ден. Ако сакате лоберот да го користите против ревматска треска, тогаш во литар врела вода ставете 20 бобинки од ловоров лист, кои се варат 15 минути, се цедат и се пијат 3 чаши дневно. Исто така ловоровиот лист се користи против акни. Околу 10 листа ловоров лист се попаруваат со една чаша врела вода. Смесата стои така поклопена 20 на минути. Потоа се земаат 2 супени лажици од чајот и им се додаваат уште 2 лажици сок од свежа краставица. Со оваа мешавина се мачка лицето и така стои 15 на минути, пошто се мие со преостанатиот чај. Ловоровиот лист се користи за здрави заби, затоа секое утро пред да ги миете забите, чвакајте 2 до 3 минути свеж лист од ловор. Ако имате болки во увото, тогаш накапете малку ловорово масло. Дознајте како со помош на ловоров лист ќе го прочистите организмот од сол. Ова навистина е делотворен метод кој ќе ви помогне во чистење на солта од организмот. Во 300 грама врела вода ставете 5 грама ловоров лист и гответе 5 минути. Подоцна тргнете го од оган, ставете го во термос да отстои. Растворот исседете го и пите го во текот на целиот ден во мали голтки. Не смее да се испие се одеднаш, бидејќи може да дојде до компликации. Терапијата се повторува 3 дена, а после пауза од недела дена може да се повтори. Немојте да се изненадите доколку урината ви биде розова и уринирате на секој половина час. Работата е во тоа што солта почнува да се распушта и го иритира мочниот меор. Распуштањето на солта многу добро делува, а тоа може да се види после 2 недели. Како да направите сами домашен лосион за проблематична кожа и акне од ловоров лист? Во домашни услови од ловоров лист можете да подготвите лосион за проблематична кожа на лицето, кој е многу ефикасен во борба против акните. За лековитите својства на ловоровиот лист знаеле нашите предци, кои го потребувале за лечење на многу кожни болести.
Ловоровиот лист против акне и бобулици е природен антисептик кој возможува чистење и дезинфекција на кожата. Во својот состав поседува етерични масла, минерали и органска киселина, кои овозможуваат одредено дејствување на акните на организмот во целина. Лосјон со ловоров лист и вода. Состојки: 3 до 4 суви ловорови листа и 200 мл вода. Во сад на оган ставете ги водата и листовите, поставете да зовријат. Откако водата ќе зоврие, тргнете го садот настрана и оставете да врие уште 5 до 7 минути. Така добиениот лосјон оставете го да се излади, а потоа ставете го во шишенце. Овој лосјон може да се користи за чистење на лицето наутро и навечер. Се препорачува кај луѓе со проблематична и мрсна кожа на лицето. Лосјон со ловоров лист и ракија. Потребни состојки: ловоров лист, ракија или алкохол од 52%. Подготовка: издробете го ловоровиот лист и посипете го со ракија или алкохол во однос 1:1. Така добиениот лосјон оставете го да одстои 5 до 6 дена на собна температура. Овој лосјон се користи за чистење на лицето секој ден наутро и навечер. Помага и при отстранување на мозолчињата и воспалението на лицето, а исто така ја измазнува кожата и е ефикасен при пигментирани дамки. Користење на лосјонот заедно со сапон со активен јаглен дава одлични резултати. Чај од ловоров лист како лек за покачен крвен притисок. Маслото од ловор се користи за лекување на болки во ушите, модринки, како и за лекување на тешки габични заболувања и инфекции на ноктите. Лек против висок крвен притисок. 10 листови ловор со 10 шолји за кафе вода се вари додека да се преполови течноста. Се процедува и се дели на 3 дела. Се пие пред јадење 3 пати дневно, преку 1 ден секој втор ден. Благодарение на бројните корисни состојки, ловорот го стимулира процесот на варење, додека цеденото масло од свежите плодови се користи за лекување на осипи и болки во мускулите. Ловоровиот лист позитивно влие и на доброто расположение, а помага и при лекување на хистерија, грчеви во стомакот и настинка. Маслото од ловор се користи за лекување на болки во ушите, модринки, како и за лекување на тешки габични заболувања и инфекции на ноктите. Маслото од ловоровиот лист е едно од најмоćните препарати за јакнење на организмот и превентива, бидејќи го чисти лимфниот систем. Со мачкање на неколку капки на отечените лимфни жлезди се постигнува моментно чувство на олеснување. Се препорачува и како проверено средство за искашлување, но и за лекување на проширени вени, за лекување на дијабетес, како и отстранување на солта од зглобовите. Ефикасен се покажал чајот од оваа билка. Ловорот се користи против главоболка, бидејќи содржи супстанции кои поволно делуваат на мигрената. Поради неговото антисептично делување, ловорот е одличен против потење на нозете. Потребно е само да сварите неколку листови ловор во вода со која подоцна се мијат нозете. Ова може да го користат и луѓе кои имаат проблеми со потењето на рацете. Во некои земји водата во која се вареле листови од ловор или етерското масло од оваа билка се користи за кожни болести, па дури како народен лек за псоријаза. Како природен лек против ревматски болки се користи етерично масло од ловор, кое можете да го ставите во обично масло. 2-3 капки етерично масло од ловор ставете во половина литар топла вода и ова ќе биде одлично за инхалација. Против умор, за релаксација, доволно е да додадете неколку капки од оваа масло во кадата. Како да направите рецепт од ловоров лист против гихт? 5 ситно исечкани листови се прелеваат со половина литар зовриена вода, се варат 5 минути на тивок оган, се тргаат од огнот и се оставаат во поклопен сад до утрото. Сокот се цеди и се пие на секој час по една супена лажица.
Лекот секогаш се подготвува од вечер и се пие следниот ден. Се пие само 3 дена и после се прави пауза од 6 месеци, бидејќи е доста јако средство кое во потполност може да ги отстрани штетните кристали од зглобовите. Додека се пие, не смее да се јаде месо и да се пие алкохол, а луѓе кои страдаат од чир на желудникот не смее да го консумираат. За побрз раст на косата, во 250 мл поблак или детски шампон се ставаат 80 капки етерично масло од мандарина и 20 капки етерично масло од лавор. Шампонот убаво се меша и се користи за секојдневна употреба. Ловоров лист против замор и нервоза. Рускиот научник Геннадий Малахов открил дека ловоровиот лист има фантастично дејство против замор и стрес, тензија, нервоза и напнатост. Се што треба да направите е да земете еден исушен лист ловор, да го ставите во пепелник, да го запалите и да излезете од собата. После 10 минути ловоровиот лист ќе изгори, а просторијата ќе биде полна со мирисен дим, која создава посебна атмосфера. Имено ловорот со согорувањето ослободува специфични материи кои ни помагаат да се опуштиме. Останете во добро здравје и грижете се за себе и земајте го најдоброто што ви го нуди природата.